за вистината со Снежана Лупевска. Се љубат, се венчаваат, па се оставаат. Бројот на разводи во Македонија минатата година е зголемен за 30%. Во овој код за омразата на бившите сопружници, која оди до екстрем. Киднапирања, малтретирања, запоставувања, што се едно дете мора да претрпи во еден конфликтен развод. Новиот гледатели правени татковци и мајки. Една од нив беше Јасмина Велковска од Прилеп. 3 години трае незината битка за 6-годишниот син. Пред камерата ја раскажа потресната приказна за мокта на посилниот. Социјални работници ја решиле незината судбина. Не ѝ дале шанса да биде мајка. Honey, please don't be so loud. Please don't. Let go of me! Get in the kitchen! No! You want to see what hurts? That's what hurts! That's what hurts! Oh, man. Јасмина, за 1 сат треба да го земеш синот. Или си го видела една недела? Да. Како се чувствуваш пред и после секоја средба? Кога треба да го земам, сум возбудена. Не можам да дочекам да го видам. И сум во страф дали ќе го добијам и дали ќе го земам. Затоа што се случува да ми прескокнува средби. И сум уплашена пред секоја средба. А кога треба да го давам, па цел ден сум тажна и мислам можете да замислите и во плачење и во депресија. Вака е секој петок, во очекување на 17 часот, кога Јасмина повторно ќе го види својот 6-годишен син. Само викендот смее да биде со своето дете. Во недела во 17 часот, повторно мора да го врати кај неговиот татко, кој му е старател. Од понеделник до петок нема дозвола ни да го слушне телефонски. Немам никаков пристап до детето, немам број, таткото нема. Знаев порано еден негов телефонски број, сега повеќе не постои тој. Немам никаков пристап до детето, немам никаква дозвола. Животот на детето и на Јасмина им го диктира Центарот за социјални грижи од Прилеп. Само 48 часа во неделата, се премалку за да не се надомести изгубеното, за да се раскажат сите моменти на тага, на радост, кои не можат да ги доживеат заедно. Не се преживува, не се издржува. По 3,5 години судска битка, 26-годишната прилепчанка го загуби старателството на синот. Основниот суд во Прилеп 2 пати нејзи го доделува на воспитување и чување, но пресудите ги преиначува апелациониот суд во Битола и ја прифаќа жалбата на таткото. Последната пресуда е донесена пред 3 недели. Барам објаснување и пробувам да најдам, читајќи ја по 10 пати, да најдам зошто едноставно јас никаде не постојам како мајка. Никаде не се посочува никаква мана, ги имам сите услови, се е во ред, никаков проблем нема во ниедна сфера, а упорно јас не фигурирам никаде и сум отстранета од животот на детето без никаква потреба, без никакво објаснување. Кога во 2008 Јасмина одлучува да се раздели од сопругот Александар, со себе го зема својот 3,5 годишен син и 2 дена престојува во Центар за помош на жени во Скопје. Не можела да ги издржи притисоците од сопругот и свекорот, кои не ѝ дозволувале да замине. Се вратила назад во Прилеп, но го загубила својот син. Кога се видовме после тие 2 дена, заедно со адвокатите во канцеларијата од неговата адвокатка, и го искористи моментот да го земи детето и да избега. После самиот се врати? После самиот се врати, ама имаше ангажирано телохранители, агенција за обезбедување, за да немам никаков пристап до детето. И го чуваше цело време заклучено во неговиот дом. Како ви дозволи првиот пат и како се случуваат тие видувања, после колку време? Па, детето го нема видено некои си 20 на дена, кога веќе почна да реагира на сите пораки и звонење што ги упатив према него. И ми дозволи да го видам во кафејана во Центар. И успеав да го видам детето пола сат, заедно со вооружените телохранители. Тие стоја до вас? Да, на маса.
седеа со нас и тоа се одвиваше околу 3 месеци. За непристојните средби знаеле и во Прилепскиот центар за социјална работа, но и натаму дозволувале да владее самоволието на таткото. Јас лично бев исто фрапирана што ние сме знаеле, а не сме ги санкционирале такви средби. Веднаш интервенирав и во тој период, значи, исто имаше и промена на стручниот работник од една категорија во друга, сметајќи дека новиот социјален работник ќе извлечи поука и ќе бидат малце постручни, меѓутоа нашите капацитети се толку, јас морам да одбирам и да назначувам стручни работници од редот на вработените. Во меѓувреме, Јасмина секој ден одела во центарот за да ја дозволат да го види синот. Му поднела и кривична пријава на сопругот Александар за киднапирање на малолетник. Таткото е осуден на казна затвор во трајање од 1 месец, условно на 1 година. Но и натаму детето останало во домот на Александар, а Јасмина добила можност да го гледа 2 пати во месецот. Кога стаса тужбата за развод, детето беше оставено кај неговиот татко. Мајката од за незапознати причини сигурно не била материјално, стамбено и други услови не била обезбедена и сметала дека во интерес на незиното дете е подобро да го остави кај неговиот татко, отколку да биде и тоа нели необезбедено во тие моменти. Јас никогаш не сум рекла такво нешто, напротив, јас секој ден одев да молам за да си го земам. Основниот суд се сомневал во одлуките на Центарот за социјална работа, па наложил да се изврши вештачење на родителите во Заводот за деца и младинци во Скопје, како независна експертиза и второ мислење. Таткото одбил да оди на вештачење, тоа го сторила само Јасмина. Може би стручниот тим не ценел дека има потреба да се добија вештачење за таткото. Сметале, тоа е нивно мислење дека е доволна нивната оценка дека се работи за родител кој има капацитети и можности правилно да го воспитува своето дете. Кога првостепениот суд ја носел пресудата, и првиот и вториот пат се сомнева во мислењето на Центарот. Навел многу причини зошто детето треба да ѝ се довери на чување на мајката. Во пресудата пишува: Судот утврди одредена пристрасност на стручниот тим. Детето било во период на развој кога кај него се јавила потреба повторно да ѝ се приближи на својата мајка. Стручниот тим го занемарува фактот што тужениот е осуден за киднапирање на својот син. Стручниот тим не го ценеше фактот што тужениот одбиваше доброволно да ја го предаде детето на својата мајка заради вештачење. И уште многу други работи, факти кои говореле за сомнителното мислење на Центарот. Од овие причини Советот при овој суд го одби мислењето на Центарот за социјална работа Прилеп како несоодветно, противречно и против потребите на детето за негов физички и психички развиток и во целост го прифати вештачењето на Заводот за деца и младинци Младост во Скопје и донесе одлука да се додели на чување и воспитување на неговата мајка. Но наместо да ги земе предвид оценките на судот, Центарот за социјална работа останува на својот став. Детето да остане кај таткото, иако тој во меѓувреме се преженува и има уште едно дете. Директорката ги повика своите колешки, оние кои му ја одредиле судбината на детето, да објаснат зошто не ѝ дале шанса на Јасмина, зошто таа не заслужува да биде старател на својот син. Двете вработени во Центарот пред камерата на КОД немаа конкретен одговор, исто како што немале ни во судската постапка. Значи ве прашувам како стручни лица. Од кои... Мислам, ваше убедување зошто е да биде подобро кај да остане понатаму кај Александар отколку кај Јасмина? Не, во почеток да. Дали само тоа ви беше прилагодено во таа средина, прифатено од да речам од неговите родителите и од сегашна сопруга. Дали сметавте дека ќе биде неповолно ако ја смени средината? Мислам, предходно заклучок беше така донесен. Не, тој бил таков. Вие сметате дека неповолно ќе биде ако ја смени средината? Не да неповолно, меѓутоа еве судот оценил... Остај го судо. Судо остај го. Ние.
ние што сметаме. Судот ќе сечи, може да почитува, може да не почитува, негово право е. Вие сметате дека Значи направивме посета и во домов кај Александар, во двете семејства, таткото така, се гледаше детето како се однесува и во едната семејна средина и во другата семејна средина. Имавте направено увид кај Јасмина кој ќе има средба? На последно на тој увид кај што бев јас сумив, ми мајката на Кога се мислам. Кај беше мајката тогаш? На работа. Значи воопшто во цел овој период никогаш ме немаат видено со детето. Не ни знаат како изгледам како мајка, не ја знаат нашата поврзаност, не го виделе никогаш детето во моја околина, како се однесува, колку е блиско со мене, дали ме послушува, дали дава отпор према мене. Значи никогаш ништо немаат видено во нашата врска меѓу мене и син. Кога на првостепените пресуди се жалел таткото, по високиот суд, апелациониот во Битола носел одлуки во негова корист. Оттаму не сакаа да дадат изјава во камера, бидејќи се работело за тајна постапка, во која се одлучува судбината на едно семејство. Портпаролот на судот Илија Николовски објасни дека одлуките ги носеле само врз основа на фактите, а фактите оделе во прилог на таткото. Одлуката на центарот за нив била непобитна и најмеродавна. Ние пресудата ја донесовме врз основа на фактите. Пресудно за одлуката било мислењето на Центарот за социјални грижи. Тоа е како устав, кога се одлучува за старателство на некое дете. Останаа на становиште на првата одлука дека да, има подобрување, значи нивното образложение, сакам само да го пренесам, ова не е мое лично мислење, дека има подобрување кај мајката, меѓутоа нема влошување кај таткото. Јасмина се сомнева дека нејзиниот син е жртва на немилосрдниот татко, моќта на нејзиниот свекор, несовесноста на вработените во центарот. Предпоставувам дека е тоа исклучиво ради влијание од другата страна, од кај таткото. Чие влијание? Па влијание веројатно на неговите родители. Тие се моќни луѓе? Па неговиот татко има пријатели, има моќене затоа што работи во институција, како што е управа за јавни приходи, и си има своји моќни пријатели и свое влијание во Прилеп, барем. Во почетокот имаше такви, нели, усни реагирање дека станува збор за некое влијание на дедото, на малолетното врз дел од стручните работници. Значи јас ќе се повторам од тие причини, покрај тоа што немав, нели, факти и аргументи, меѓутоа да ја остраниме и тој сомнеш, значи извршив промена на стручниот тим со надеж дека ќе се работи објективно со единствена цел да го заштитиме интересот на детето. Таткото Александар не можевме да го најдеме. Од него нема контакт ниту во центарот, ниту мајката. На адресата која што пишува во документите не е пријавен телефонски број, не е вработен, па не можевме да го најдеме ни на работа. Но затоа пред камерите својата приказна ја раскажа Игор Стаматовски. И тој како и Јасмина се бори за правдина. 4 години тој живее од спомените со својот син. Пред 4 години, тогаш неговиот 8-годишен син, сопругата без негова дозвола го однела во Словенија и никогаш не се вратиле. Па синот ми е одведен во Љубљана 2008 година и според Министерството за труд и социјала и Министерството за надворешни работи се води како киднапирано дете, бидејќи не сум дал дозвола за пасош за излез на детето, ниту сум дал дозвола за виза. Пасошот со кој бил изнесен од Македонија бил издаден во СВР Тетово. Како е можно само со потпис од еден родител да се издава пасош? Не може да се одговори Игор. Ја не се откажувам од барање на правата за мене и за моето дете. Нема се откажам, ќе идам до крај. Макар тоа било и тужење на некои од институциите во Македонија. Најодговорни за целата ситуација се тие што одобриле пасош за детето без моја дозвола, тие што му издале виза. Киднапирањето Игор го пријавил во полиција, во МНР, во Центарот за социјални грижи. Ниту една институција не е издала согласност на мајката да ја напушти државата. Мајката на детето во Словенија се премажила, има уште 2 деца, но не сакаше да коментира за своите постапки.
за својата себичност и несовесност. Кажете што е сега од Канал 5, сакате приказна, сакате шоу? Не шоу, него чисто ме интересира да ми кажете како на детето му е издаден пасош без дозвола на таткото. Игор во изминатите 4 години својот син го видел неколку пати по 15 на минути. Постоја на одел во Љубљана, ја барал правдата во словеничките институции, но оттаму му велеле решението да го бара во македонските судови. Но досега ниту еден документ од Македонија не стигнал до амбасадата во Словенија. Синот на Игор сега има 11 години. Времето минува, но тој не се откажува. Од детето го делат 1000 километри и безброј судски процедури. Го чека денот кога ќе си го врати синот за да го надомести она што го изгубиле во времето додека биле разделени. Чека и Јасмина. Сега останува уште Врховниот суд да го разгледа случајот Велковски против Велковски. Директорката на центарот вели дека за нив судските одлуки не се крајни. Условите во едно семејство може да се променат преку ноќ. Обично моите колеги, ако треба да направат заклучок на стручен тим со друга содржина, понекогаш се плашат дека тоа измената на одлуката е личен неуспех, не сгрешиле. Туку во тој момент тие биле условите и промената на одлуката не значи неуспех на стручниот тим. Во овој случај, значи, доколку процесот продолжи, јас лично, значи, ќе се заложам во рамките на моите надлежности нашиот наод, нашиот предлог навистина да биде по-објективен. Во меѓувреме и министерот за труд и социјала Спиро Ристевски вети дека ќе изврши ревизија на случајот и на работењето на социјалните работници во Прилеп. Јас ќе го проверам конкретниот случај и не мислам дека ќе биде проблем да се најдат логични одговори за тоа, по тоа да ви информирам. Јасмина очекува дека центарот ќе ја преиспита својата одлука, но истовремено се плаши дека после оваа емисија нејзиниот поранешен сопруг нема да му дозволи на синот да доаѓа кај неа. Дали се плашиш дека после оваа емисија може да нема да кај детето и што би можела ти да преземеш? Да се плашам, затоа што тој и така не е редовен во средбите и многу знае да реагира така импулсивно и може и да не го земам откако ќе види целата емисија. Јасмина ја оставивме во приградка со нејзиниот син. Од и тоа се ретки и изброени минути за љубов и нежност меѓу мајката и синот. Од петок до недела, од викенд до викенд. И двајцата живеат во Копнеш. Следната средба е в петок во 17 часот, кога повторно треба да се најдат на договореното место. Разводите се светски тренд. Во Италија минатата година се развеле 130.000 луѓе, а во Велика Британија 20% од разводите минатата година се случиле само заради тоа што сопружниците се изневерувале на Facebook. И во Македонија е зголемен процентот на разводи заради разговорите на социјалните мрежи. Центрите за социјални грижи овде во земјава се клучни. Тие го доделуваат старателството на родителите. Многумина анонимни татковци овде се јавија дека тие се пристрасни кон мајките, а мајките пак се жалат дека центрите ги даваат децата на оние што се побогати, а често се случува тоа да биде таткото. Какви се одлуките на социјалните служби? Дали ги даваат старателствата на вистинското место? Што вели пак црквата за разводите? Колкумина се покајале и барале прошка од Бога. На секој 13 секунди во светот се случува по еден развод. Иако Малдивите на изглед се чини се совршено место за живот исполнет со љубовна романтика, тиквата на овие острови статистички најмногу пука. Од 1000 брачни парови, 11 се разведуваат. Македонија не е рај како на Малдивите и овде не цвета љубовта. Поразителни се податоците дека браковите во 2010-та обстанале многу помалку од оние во 2009 година.
Или поточно минатата година се забележани 33% повеќе разводи. Во Центарот за социјална работа лани развод пријавиле 1047 брачни двојки од Скопје. Најголеми жртви од разводите се децата. И тие деца, ако разводот е тежок, ако животот на тие нивни родители бил навистина тежок, во смисла на семено наследство, караници постојани, тогаш децата ќе остануваат со веројатно трајни травми. Двајца млади сопружници се разведуваат веднаш по раѓањето на детето. Причина, никако не можеле да се договорат околу името на новореденчето. Ова е само еден пример за развод кој ни го кажаа во Центарот за социјални грижи. Таму секојдневно се соочуваат со конфликтни разводи. Најбизарниот е разводот на еден повреден татко, кој Центарот му доверил право на видување кога тој всушност е на работа, без да биде извршена консултација од негова страна дали тој се согласува на тој термин, и кога тој и покрај тоа што неговата сопруга го има правото на видување, го искористила неговото невнимание и неколку пати не бил да го земе детето од пред вратите на својата сопруга, и тоа сопругата го искористила да го обвини дополнително дека не само што вршел физичко насилство, семено во семејството, туку тој е недобар и родител кој недоволно води грижа за своето дете, и тогаш Центарот всушност и му забранува право на видување на овој родител. За жал, постојат 10 до 15% случаи каде што кај брачните партнери не постои таква согласност, и тогаш они и самите кажуваат дека би сакале да децата бидат евентуално доверени од трети лица, тоа значи од стручните работници во Центрите за социјална работа. Родителите во разводната постапка и после разводот неразрешените партнерски односи ги пренесат и на свое родителско ниво, и да потоа ги децата користат како медиуми, просто да кажам, или како поле преку кое ќе се пресметуваат и ќе се реваншираат, односно взаемно ќе се дисквалификуваат. За жал тоа е честа ситуација. Неверства, недоразбирања, физичко малтретирање, економски проблеми. Разводот понекогаш е разумна постапка кога бракот станува неподнослив, а проблемите нерешливи. Но во меѓусебните конфликти, родителите понекогаш ја губат свеста и забораваат на своите најмили. Препуштени на институциите, без мајка и без татко, ќе успее ли некој да им го покаже вистинскиот пат? Возрастните луѓе кои што влегле во брак се разведуваат само како партнери, а не и како родители. Значи не постои родителски развод. Дури и да сакаат не можат да се разведат на биолошка основа. Значи ниту законски, ниту тие остануваат трајни родители на своите деца. И токму таа димензија е многу важна, и тоа е она што ние се обидуваме да им помогнеме да разберат дека нивниот партнерски однос може да биде незадоволителен, но дека како родители имаат обврска да соработуваат трајно за доброто на своите деца. Поделба на имотот и парите. Во Холивуд честопати маките на разведените двојки од шоу бизнисот се како да ги поделат јахтите и вилите и кој ќе инкасира повеќе милиони. Но физичката поделба е невозможна. Старателството му припаѓа само на едниот родител. Околу 85% од случаите при развод кај нас, децата остануваат со мајката. Податок кој говори дека мајката е позаштитена од мажот. Мајчинството и родителството е многу суптилна и многу доминантна карактеристика. Во случај да постојат било какви основи за посомневање во стручноста, па дури и во карактерните особини на стручниот работник, тука постои еден многу лесен метод да ние тој социјален работник било кој профил го промени. Незадоволни од пресудите кои се во корист на мајките, неколку поплаки од татковците стигнаа на адресата на КОТ. Поради судски постапки не сакаа да се појават пред камерата, но се пожалија на пристрасност на институциите кон женскиот пол. Правото на видување на своето дете им било дозволено 2 пати месечно. На некој им било доделено во саботите, а токму тој ден се на работа. На други мајката воопшто не им го носела, под изговор дека детето е болно. Но најбизарен е примерот на кој се пожали еден татко. Детето има 5 години, но не смее да преспие кај него, оти мајката тврди дека се уште го дои.
Имаме ситуации каде што голем дел од децата се мали бебиња, на кои што колку и да ние сакаме, природно им е неопходно присуство на мајка многу поинтензивно отколку присуство на татко. Меѓутоа не можем да кажем дека тоа треба да се генерализира како постапка и по дефолт да се смета дека во најголем дел случаи децата треба да бидат доделени на мајката. За жал, ние гледаме често да судовите воопшто не се придржуваат и да одат на некоја физичка поделба на децата, не баре зборуваме за шифонјери или зборуваме, не знам, за возила или нешто, знаете, едно лево, друго десно. И тогаш настанат на тоа ниво сериозни загуби за децата. Има и татковци кои се жалат дека имаат потешкоти во остварување на родителското право, дека не толку често може да го остварат родителското право, тоа вообичајно се случува само за викенд, инсистираат на поголемо временско видување и дури се жала дека не сакаат да ги зема децата од поранешниот брачен партнер пред нивниот двор или пред нивната врата, дека Центарот за социјална работа треба да го регулира на неутрално место земањето на детето и враќањето на детето. Можете да замислите која е тоа траума за детето. При секој развод каде има малолетни деца, судот мора да го земе предвид мислењето на Центарот за социјална работа. Но кој ги контролира центрите кога над се настапуваат моќниците? Татковците често се жалат дека составот на комисијата во социјално е најчесто женски, па се пристрасни кон сопствениот пол. А мајките пак се со поплака дека моќите и парите на бившиот сопруг биле пресудни Центарот да му го додели старателството. Се негодуваме кога забележуваме дека судот или Центарот за социјална работа под влијание, независно дали е економско или општествено, на еден од брачните сопартници, и го добива правото на старателство, а детето при тоа негодува, негира и не сака да живее со тој родител, односно изразува евидентно со другиот родител дека има емоционална јака врска, иако тој е на општественото скалило со понизоко ниво на влијание, она што може да изврши притисок. Во редакцијата на Код стаса и поплаки дека некои родители не бирале средства и начин да ја придобијат комисијата. Социјалната инспекција на Министерството за труд врши надзор врз работата на центрите, посебно на тимовите од делот на бракоразводите. Се поведувале дисциплински постапки во изминатиот период, но не можам да се пофалам со голем обем на таков тип на постапки. Веројатно имало грешки, веројатно, меѓутоа нас не стојат на располагање и други институции каде што и самите се проверуваме, а исто така и ги упатуваме странките да ја видиме нивната подобност за родителство. Сега во моментов работиме на едно системско коригирање на работата на социјалните работници или така наречен процес на лиценцирање на социјалните работници, каде што социјалните работници ќе треба во многу брзо време да бидат за прв пат лиценцирани за својата работа во поглед на сите предмети и типови на обврски кои што ги имаат во центарот, со можност да изгубат својата лиценца за работа, со тоа и работното место во ситуација доколку не ги во периодот од тие 5 години не ги исполнуваат своите обврски соодветно на што значи правилно исполнување на работните задачи. Поделба на старателство или народски кажано 15 дена кај мама, 15 кај тато се уште не постои. Оскаровец од Крамер против Крамер најпластично ја опишува битката за старателство околу едно дете, но и последиците од модерното живење, распад на бракот заради кариера, обидот на таткото да свати како е да се биде сам со синот, но и заклучокот дека сепак бракот треба да остане токму заради детето. Hey, enough, all right? What are you doing? Where are you going? Come on, just tell me what I did. That's all. Just tell me what I did that's so terrible. Then what is it? It's me, it's my fault. Совесните татковци не можат да се помират со одлуката на судот да не го гледаат детето. Комедија со голема порака е онаа каде Робин Вилијамс се маскираше во дадилка за да може и понатаму да биде со своите 3 деца, но на крајот самиот се фати во стапица дека носи маска. Едни тоа го прават само во филмови, на други пак верувањата во религијата никогаш не им дозволува да го покажат своето лице. Во 2008 година во Саудиска Арабија љубовта на двајца сопружници завршила по 30 години, само поради една причина. Мажот се обидел да ја го види лицето на својата сопруга, но намерата била фатална за нивниот брак.
Секоја религија со своји правила. Оние кои се венчаат пред Бога можат и да се разведат. Епархискиот црковен суд посредува во разводи каде што има неверство, но не дозволува ако причината е болест кај брачниот партнер, а истото го прават и оџите. Но многу е мал бројот на верниците кои бараат прошка или покаяние. Доколку има деца во семејството, рожби, тогаш црквата е многу предпазлива и го проследува целосно барањето на тужителот за да види каде е вината. Во каноните на Света православна црква за оној кој што придонел да дојде до раскин на брачната заедница се предвидени одредени казни, а пак за оној што е изневерен, односно е направена прељубова на негова штета, тогаш што има право од снискождение да пронајде брачен другар кој што понатака ќе го придружува во неговиот понатамошен живот. Неверствата понекогаш не ги открива само човекот. Пред 10 години жена од Кина која се вратила од одмор кај своите родители, пораките од телефонската секретарка искажани од љубовницата на својот сопруг ги чула од папагалот. Но судиите во Кина сметале дека тоа не се докази. Кај на зборот на социјалните работници е последен и многу влијателен на суд. Судбината на детето е во нивни раце, а доколку сгрешат, последиците можат да бидат непоправливи. Сме се соочиле со ситуација околу дефинирање на надлежност, каде што биле вклучени повеќе центри за социјална работа, каде што мајката го добива со привремена согласност на таткото правото на старателство, но потоа таткото го ја повлекува првичната негова изјава. Умеѓу време се покажа дека мајката несоодветно се однесува со детето, не го пушта цела година во училиште, дури промискуитетно се однесува, детето го држи во заложништво, во докажување на надлежноста, детето всушност станува заложник на несовесен родител и во тие околности ние реагиравме. Толку се мразат, па како главно оружје во битката го користат сопственото дете. Конфликтните разводи можат да траат со години. Детето расте растргнато меѓу двајца кои го заборавиле неговиот интерес. Црквата им понудува правила на покаяние, затоа што низ призмата на покаянието може да се прости основната појава која што треба да се постигне и потажната вистина за раскин на бракот е дека тие треба да останат пријатели, да останат чеда на Бога, да се искорени омразата, едноставно да продолжи животот со еден миг на еден тажен настан кој што придонел не само за нив, туку и за нивните рожби, не така убаво утре и не така убава иднина. Епидемијата од разводи ја разгоруваат и социјалните мрежи, каде се оставаат флиртувачки пораки со сексуална содржина. 20% од разводите во Велика Британија се поради Facebook. 130.000 разводи се забележани во Италија во 2007-та. За да се намали процентот, за прв пат се одржал саем за разводи. Еден вид на советувалиште како да го зачувате бракот. Оние кои не успеваат не можат да најдат спас ниту во институциите и неправедно го губат и правото на родител. Во Македонија ретко се одзема детето на сопружници кои поради големите кавги не можат да му обезбедат здрав развој. Рожбата е природен процес, но старателството не е дадено од Бога, туку нешто што треба да се заслужи.